Почнуваме сега со вториот дел од емисијата. Во студиото е Ане Матерска, програмски менаџер за во однос на младите е темата Национален совет на младите. Матерска, ти благодарам што ја прифати мојата покана, што ќе зборуваме за предизвиците со кои што се чуваат младите и секако и за оваа наградата за младинско учество. Ви благодарам за поканата и навистина ми е драго што одвојувате простор за едни вакви актуелни теми за младите, меѓутоа и за младите и младинските политики генерално. Секогаш гледам младите да бидат во фокусот на јавноста, тие се нашата иднина, тие се она што треба да води државата напред. Да почнеме со најактуелното, со наградата за младинското учество, што ја прави оваа награда значајна и кои се главните цели, па ќе ја расшириме понатаму темата. Повелете. Така, пред да почнеме со целите и со сето тоа, би сакала да дадам една кратка историја на наградата за младинско учество, затоа што таа е едно веќе традиционално признание за младите, кое што се доделува веќе 9-та година, мислам дека, ако не се лажам, оваа година. Добро, и ја доделуваме традиционално на Меѓународниот ден на младите, кој што се одбележува на 12 август. Започна како една проектна иницијатива, потоа продолжи во соработка со институциите кои што се надлежни во областа на младите, претходно тогашната агенција за млади и спорт. Оваа веќе втора година е заедно со Министерството за социјална политика, демографија и млади како институција. И она што нас особено не радува е што веќе наградата е препознаена и од меѓународните организации, па исто така оваа година повторно како и лани во соработката и во доделувањето на наградата е вклучена емисијата на ОПСЕ во Скопје како поддржувачи на самата награда. И што е целта на оваа награда практично е тоа што наградата го препознава трудот на млади, зборува млади како индивидуалци, млади како неформални групи на млади, меѓутоа и младински организации кои што направиле одредена промена во своето општество. Тоа е од една страна затоа што многу често зборуваме дека сакаме активни млади, дека младите треба да бидат вклучени, меѓутоа многу ретко го препознаваме тој труд и даваме признание за тоа што младите го прават, а од друга страна секако сакаме да биде еден поттик за младите да станат активни затоа што промените за младите мора да дојдат од младите. Баш така убаво кажано. Какви иницијативи или кои иницијативи и проекти најчесто се препознаваат преку оваа награда? Кои се домените? Самата награда, како што кажа, главниот фокус е младинското учество и она колку таа иницијатива или тој проект ги вклучува младите, меѓутоа има и едно реално влијание во самата заедница, без разлика која е целната група, затоа што младите како млади се една категорија, меѓутоа постојат и многу целни групи кои што се различни типови на млади во одредени заедници. И со тие проекти те прекинам секунда, ќе ве прекинам. Нема проблем. Се пријавуваат на конкурсот, па има жири. Така, значи моментално она што е активно, како започнува цел процес на доделување на наградата е тој повик за номинации, односно за поднесување пријави и номинирање на лица организации кои што знаеме дека направиле некаква промена. Значи тоа може да бидат организации, може да бидат ученици кои што направиле некоја промена и цел процес започнува со таа номинација. Потоа комисија врз соодветно наведени критериуми кои што се јавно достапни во повикот, кој што е се уште активен до 7 јули е активен повикот, прави една селекција на потесен круг со по тројца категории, со по тројца номинирани од секоја категорија, затоа што стигнуваат многу голем број на апликации. И потоа, практично така и се избираат добитниците, одат на јавно гласање. Затоа што така сакаме да биде транспарентно, меѓутоа и да видиме колку тие се видливи меѓу заедниците, затоа што тоа јавно гласање оди преку промоција на социјалните мрежи, преку платформа и практично сакаме јавноста да ја препозна и да ја промовираме таа иницијатива која што ќе добие награда во секоја категорија. Новина оваа година е што во индивидуалната категорија е посветена на млади и безбедност, како една доста актуелна тема во општеството, која што се наметна некако би рекла, така да, бидејќи ние знаеме дека постојат иницијативи многу млади кои што работат на овие теми, меѓутоа сакаме да дадеме малку на важност на вакви актуелни теми кои што затоа што безбедноста се покажа дека не ги засега само институциите, туку не засега сите, а особено младите. А што други
проекти има, какви други? Освен безбедност, ме интересира. Безбедноста е само еден сегмент кој што се однесува на иницијативите кои што ќе се поднесуваат како во индивидуална категорија. Останатите проекти и иницијативи низ годините имало многу различни иницијативи. Значи зборуваме на иницијативи од одржување на некоја активност која што е од забавен карактер за млади во рурална општина, каде што нема многу. Тоа што многу ги интересира, претпоставувам, нели? Што ги засега? Зборувам за номинации до иницијативи, затоа што и тоа е еден од критериумите кои што имаат вистинско влијание врз менување на одредена политика на локално ниво или во самата општина, затоа што колку и да се мали тие некои иницијативи, никогаш нели наградата и номинациите не ги базираме на тоа, на вистината на тоа колку е вложено, туку на импактот и на влијанието кој што тие стварно го имаат во општеството и се препознатливи за таа заедница. Рековте многу пријави, ме интересира бројот. Од година во година расте интересот, апликациите, пријавите, како одиме? Да, дефинитивно да, затоа би рекла дека и толку долго ја доделуваме нели оваа награда, меѓутоа секако нешто ние сакаме е да допреме и до други млади иницијативи, да опфатиме млади кои што ние знаеме дека постојат, меѓутоа не се толку видливи, ниту пак можеме да допреме, пак ќе ги спомнам, има доста позитивни примери на млади кои што функционираат и во помалите општини, меѓутоа не се многу видливи затоа што централизацијата во поголемите градови, нели во урбаните општини си го прави своето. Затоа и апелираме и го споделуваме повикот и со нашите соработници и покрај тоа што го промовираме на социјалните мрежи, за да добиеме такви иницијативи, затоа што такви иницијативи во иднина се раѓаат и многу поголеми проекти и се случуваат многу поголеми влијанија. Може да се издвојат критериумите за тоа кој би бил најдобар проект? Во однос на таа првична селекција која што ја прави комисијата, критериумите се јасно дефинирани, објавени се во самиот повик, се однесуваат генерално на поделени се во 4 категории кои што го опфаќаат младинското учество, односно дали млад човек ја спроведува таа иницијатива, затоа што тоа е многу битно или тоа е група на млади луѓе, да се истакне тоа лидерство на младите, меѓутоа и колку таа иницијатива реално вклучува други млади и од други и од маргинализирани групи и од самата општина. Другиот критериум е влијанието, како што спомнав, кое што таа иницијатива го има, дали е на локално ниво, дали има потенцијално влијание врз менување на некоја политика на национално ниво, одржливоста и соработката, затоа што нели она што него сакаме е една иницијатива да започне и да застане. Ако е добра, треба да има одржливост и да продолжи да се развива таа иницијатива и да се создаваат одредени соработки. И последниот критериум е иновативноста која што се воведува во таа иницијатива, затоа што јас ќе кажам дека младите се доста иновативни кога станува збор за спроведување на иницијативи кои што стварно имаат некаков интерес за нив. И не само да го добие ова признание, оваа награда, туку и самиот овој конкурс, самата оваа можност да се покажат и да докажат дека вредат и знаат да ги менуваат работите, колку ваквите настани ги охрабруваат младите, им даваат дополнителен стимул да размислуваат малку пошироко. Како што споменав, токму и тоа е целта на наградата, да го препознаеме трудот, меѓутоа и да дадеме поттики за останатите да се вклучат, затоа што ако некој млад човек направил нешто, е препознаен или биде слушнат, можеби од сето тоа има некаков импакт, ќе му се даде поттик, меѓутоа тоа е исто наградата сама по себе затоа што се доделува во форма на парична награда е замислата нели да се продолжи таа иницијатива затоа што финансиските ресурси се ограничени на ваквите мали иницијативи, посебно кои што се спроведуваат од млади луѓе, меѓутоа од друга страна и она што го очекуваме е да се инспирираат и другите млади луѓе, да видат дека е битно да се вклучат, дека е битно нивниот глас да биде слушнат и дека би требало институциите нели да го слушнат и да го применат она што младите го прават. Како представник на Национален младински сојуз, сакам да прашам, кои според вас сега како институција се најголемите предизвици со кои што се соочуваат младите луѓе во Македонија? Ако зборуваме за предизвици, не би рекла дека можеме да ги одделиме како неколку предизвици, затоа што тоа се секојдневни предизвици кои што му се случуваат на секој млад човек и можеби затоа ги прави малку потешко видливи. Генерално ги се осврнеме нели на она што ние можеби добро познато на сите и го зборуваме сите на што треба да работиме, тоа е пристапот до квалитетни работни места, одржливоста на тие работни места,
пристапот до квалитетното образование и соодветно поврзување на она што го нуди образованието со она што го бара пазарот на трудот, пошто постојано се менува тој контекст. Политичкото учество, кога зборуваме за политичко учество, зборуваме за учество во креирање на политики, не зборуваме за политичко учество нели и сваќањето за политика во нашата земја, затоа што иако имаме многу документи, многу механизми кои што го гарантираат тоа, многу малку ги вклучуваме младите кои што треба сами да ги надминат овие предизвици кои што ги презентираме. Од друга страна, пристапот до можности. Многу е различен пристапот до можности кои што го имаат младите кои што живеат во поголемите средини, младите кои што живеат во помалите средини, и тоа е исто еден голем предизвик со кој што се соочуваат младите, меѓутоа на кој што треба и да работиме сите ние и како младински сектор, меѓутоа и институциите, се разбира. Нема да се ставам во категорија ниту јас ниту вие во повозрастни или постари, меѓутоа многу е поразлично, барем мојата перцепција е таква во однос на кога бевме ние 20 на години кога имавме и овие момци и девојки кои што сега имаат 20 на години. По што се разликуваат тие од нас и колку нивната свест е поразлична од нашата? Нивните барања, нивните потреби и така натака. Што мислите? Она што се разликуваме, нема да се ставиме во повозрастна категорија, во постара секако, меѓутоа оваа нова Таква паралела сакав да направам, да сатите погрешно, тоа сакам да кажам. Да, дефинитивно она што оваа генерација го има и во што јас верувам и сум среќна за тоа е дека тие ги препознаваат сите можности кои што се нудат во останатите земји и она што треба да му го понуди нашата земја тука, затоа што и знаат што сакаат, знаат што сакаат, би рекла дека нели оние кои што имаат можности, пак ќе кажам, се гласни во тоа што го сакаат и се можеби за разлика од нас многу покритични кога станува збор за она што е нивно право, она што треба да го имаат и она што сакаат да го добијат нели како загарантирано право. И колку државата, институциите можат и знаат да го препознаат тоа што им треба и ги слушаат нивните потреби. За реагирање понатаму ќе зборуваме. Колку ги остваруваат нивните потреби, колку ги слушаат прво. Ние имаме многу механизми како младите можеме да ги слушнеме. Зборувам за државата како може да ги слушне младите. Меѓутоа она што секогаш нас ни фали е моментот на имплементација. Значи, би рекла дека сите тие механизми кои што државата ги нуди законски за младите да бидат слушнати не се искористени. Значи тука се, не знам, на локално ниво, локалните младински совети кои што треба да бидат едно директно вклучување на младите и општините да ги слушнат потребите на младите. Од сите општини имаме 24 само локални младински совети од 81 општина. На национално ниво исто така има доста механизми, како што е, не знам, Националното советодавно тело, Националното собрание на млади кои што со донесувањето на законот 96 година веќе не се формирани. Тоа ни кажува дека се уште е предизвик и дека недоволно институциите ги слушаат младите. Зборувам, ги слушаат во моментот кога се креира или се носи некое само решение. Значи не треба младите да бидат само некој наратив или да бидат консултирани во последна фаза од креирање на некоја политика, туку младите мора да бидат вклучени од самиот почеток од носење на некоја политика, затоа што никој не знае подобро што им треба на младите од самите млади и се додека креираме политики и решенија во кои што младите не се вклучени од самата имплементација, тоа ќе бидат само решенија на хартија, а не решенија кои што стварно ќе донесат некоја суштинска промена. И која е причината што мислите дека се трнати на страна? Тоа веќе со години се бара вклученост, дали во носење на политики, како на локално, така и на централно ниво, како работење во организации и земање учество. Зошто не им се верува на младите луѓе? Ете, чисто како паралела, вчера во вчерашниот ден имав студент кој што завршил со 9,95 во рекордно време, под 4 години. Тој вели, не сакам јас да бидам фокусот на емисијата, сакам јас и мојата генерација да го смениме ова општество во Македонија, да живееме сите. Дајте да не слушате, пошто и ние знаеме многу повеќе од возрастните, дел од возрастните. Зошто не им се дава шанса?
Не знам дали ова прашање би можела јас да го одговорам, меѓутоа она што и ние како младински организации го работиме е токму одговорот на тоа прашање. Она во што веруваме ние е дека дефинитивно на младите мора да им се даде место, затоа што ни се случуваат многу различни работи, не знам, иселувањето како феномен кој што ни се случува, не е изолирана појава, тоа не дека ни се случува од сега. Тоа е само голем процент. Тоа е само една последица на се она што се случувало и што не се правело низ годините. И затоа можеби ова е моментот кога ние треба да им ја дадеме таа можност на младите. Зошто се уште не го немаат заслуженото место? Не би можела да дадам конкретен одговор. Ние како младински организации, како младински сектор работиме на сето тоа и оноliko колку што Националниот младински совет е мрежа на организации, работи и со организации од цела држава, со организации членки, преку нашите организации членки се обидуваме на национално ниво да го пренесеме она што младите треба да го имаат. Што правите конкретно ме интересира? Кои се проектите, кои се Во нашата работа, значи како што спомнав, ние од една страна ги застапуваме интересите на младите и младинските организации пред институциите, меѓутоа она што ние го правиме би требало и го зборуваме цело време е директното вклучување на младите во тоа што ние го застапуваме пред институциите. Значи зборуваме за организација на консултации со младите, на информативни средби со младите, меѓутоа зборуваме и за градење на капацитети на младите. Значи едната компонента на нашата работа е таа работа директно со млади, а другата компонента е застапувањето пред институциите на овие млади кои што ние гледаме да ги вклучиме во секој процес кој што се застапува понатаму. Во кои области младите според вас најчесто се соочуваат со прекршување или со ограничување на своите права? Каде се ставени во втор план, би се рекла? Па, не би рекла дека е едно прекршување или само општо прекршување на некое право, затоа што правата се загарантирани, сето тоа стои, треба да ги имаат, меѓутоа пак ќе го споменам, она можеби што напоменав дека се и главните предизвици кои што ги имаат младите, односно квалитетот на она што им се нуди како образовни институции, квалитетот и кој што ги имаат до работните места, многу често тоа е законски регулирано, меѓутоа многу често младите не ги добиваат тие соодветни договори за вработување. Младите она што го студираат не многу често, туку скоро и да не е поврзано со она што реално му треба на пазарот на трудот, па тука доаѓаат дополнителни обуки кои што младите треба да ги посетуваат за да се следат сите овие нови трендови. Од друга страна, правото на исти можности кои што го споменав, исто така она што ние сакаме е секој млад човек без разлика во која општина живее да има еднаков пристап до можности, меѓутоа централизацијата и на институциите и на младинскиот сектор само во поголемите градови, можеби најмногу во Скопје, си го прави своето и дефинитивно тоа е еден момент на кој што мора да се работи. Има промени, сакам да ве прашам во однос на иселувањето, желбата да се замине? Нема да навлегувам во конкретни бројки, меѓутоа перцепцијата да се остане тука, да се замине надвор, поквалитетен живот и така натака, дали нешто ги задржува тука младите? Во споредба со претходните години мислам дека нема многу разлика на истражувањата кои што го истражуваат овој феномен, меѓутоа како што кажав, она што оваа генерација е погласна и знае што сака, можеби ќе биде некаков чекор кон намалување на овој тренд, затоа што веќе многу општествени проблеми кои што не се само вработување, не се само образование, туку зборуваме и за безбедност, зборуваме за корупцијата. Младите веќе ја препознаваат како една компонента која што многу влијае на нивниот квалитет на живот и е потенцијална причина за иселување. Она што мене ме радува е дека младите веќе тоа го препознаваат и дека си ги знаат правата, си ги знаат врските. Може да се работи за да очекуваме можеби некое подобрување во иднина, затоа што како што спомнав, ова не е нешто што ни се случува сега и не ни се случува само ради една причина, само ради ова. Значи тоа е една последица на се она што ни се случувало во изминатиот период, односно што не сме направиле правилно, па довело до зголемување и до секој млад човек да сака да замине надвор. Како активности сакам да прашам, кои се најефикасни за потикнување на младинското учество?
Како активности би рекла она што го зборувам можеби во целиот мој разговор, директно вклучување на младите. Кога зборуваме за директно вклучување, тоа дали се консултации, секако пред се мора младите да бидат информирани, иако во денешно време има доста голем. И тоа би одел кај прекинам преку организациите. Значи некоја општина сака да ги вклучи младите и остваруваат контакт и имаат своји активности, своји проекти, така? Да, најчесто тоа го прават младинските организации. Најпрво нели ги има тие информативни средби за што и да сакаме да се случува, дали е тоа на локално, дали е тоа на национално ниво. Потоа секако се прават многу дебати во однос на тоа кое е мислењето на младите за одредена политика. Зборувам за такво вклучување и за такво консултирање на младите. Меѓутоа, не само консултирањето, битно е имплементацијата на она што младите го кажале. Бидејќи многу е добро ние да ги сослушаме, меѓутоа многу е побитно тоа што ќе го кажат младите да биде слушнато. Мислам дека таквите иницијативи влијаат на тоа младите да се вклучуваат повеќе затоа што гледаат дека нивниот глас е вреднуван и така ја менуваме перцепцијата на тоа дека никој не ги слуша младите и никој не го зема во предвид она што го кажуваат младите. Да се биде член од таква младинска организација, што значи за еден млад човек и колку тој верува дека може да ги промени работите? Какви се вашите искуства? Сте разговарале сигурно на оваа тема со дел од младите. Колку се тие сигурни дека може тоа да го направат? Мислам дека младинскиот сектор работи на тоа и на младинскиот сектор е свесен дека требаат нови млади луѓе во младинскиот сектор и дека така можат да се случуваат промени. Има доста активни млади лица кои што го препознаваат потенцијалот на што може да го понуди младинскиот сектор и како тие својот потенцијал можат и своето влијание да го искористат преку овој младински сектор. Би рекла дека има заинтересираност за вклучување во самиот сектор и дека има поместување во однос на тоа размислување како се гледаат младинските организации покрај нели можностите кои што ги нудат младинските организации. Од колку години младите луѓе се вклучуваат во овие организации? Кој е начинот да се пристапи до нив? Тоа зависи многу од работата на самата организација, значи на младинската организација. Дел од организациите работат со таргет група средношколци, дел од организациите работат со таргет група студенти, меѓутоа она што нели нашиот закон го препознава како млад човек од 15 до 29 години и секој млад човек уште од средношколските денови може на некаков начин да биде дел од работата на младинските организации. Дали се тоа како корисници, секако во самите почетоци како корисници на услуги, зборувам на услуги за градење на нивните капацитети, за она што е нели соодветно за таа возраст. Може да се оцени развојот на младинските организации во последните неколку години? Како се расте, како се развива, во кој домен? Па би рекла дека можеби младинскиот сектор во изминатите години созрева, ајде ќе кажем некако, затоа што младинските организации почнуваат многу повеќе да работат на активности кои што се базирани на стварно добри истражувања, значи со соодветни располагаат со соодветни истражувања и информации. Меѓутоа одржливоста на самиот сектор е можеби побитното прашање, затоа што многу младински организации располагаат со ограничени ресурси, многу од нив се и проектно ориентирани, што не им дава многу простор за дополнителни активности. Меѓутоа, мислам дека е многу важно младинскиот сектор да биде препознаен и како важен партнер на институциите, не како коректив на она што го работат институциите, туку како рамноправен партнер на она што го прават и дека следната фаза во развојот на младинскиот сектор не би била, зголемување на бројот можеби на организации, форсирање на многу нови организации, туку во смисла на влијанието кое што го имаат младинските организации, како преку својата работа можат да направат именување и имаат реално влијание врз општеството. За овие проекти потребни се и пари, потребни се финанси, средства, све тоа да се реализира, све тоа да биде скоцкано како што треба. Како стоиме на овој план?
Би рекла дека младинскиот сектор не располага со доволно финансиски средства, зборувам за тоа што ни се случија изминатиот период и кратење на дел од донаторските средства, која што ја покажа ранливоста која што младинскиот сектор ја има и таа зависност која што ја споменав од донаторски средства, од надворешни средства. И она што недостасува е системот на државата за поддршка на овие младински организации, не само во такви ситуации кога се случуваат како некои кризни ситуации, туку постојаната поддршка која што треба да ја имаат младинските организации. Меѓутоа, покрај финансиите, пак ги споменам, многу е побитна поддршката која што ја имаат младинските организации во смисла на разбирањето на соработката и на суштината на нивната работа и соработка со институциите. Како предизвик, да не го кажам проблем, кој е во целокупното функционирање на овој сектор? Со што се соочувате? Така, покрај нели ќе ги споменам како што спомна финансиските средства затоа што за се ова треба пари. Препознавањето на младинскиот сектор како еден битен, би рекла, партнер во спроведувањето на сите младински политики, во влијанието кое што младинскиот сектор треба да го има, би го издвоила како друг предизвик, затоа што не може младинските организации да бидат вклучени само во имплементација на проекти, не може да бидат вклучени само во завршна фаза на проекти, не може да бидат консултирани само пред донесување на некој документ. Колку да ве има? Младинските организации ги имаат капацитетите и знаењата да бидат вклучени, а можат и многу да придонесат уште од самиот почеток на креирање на некоја јавна политика. И секако треба да бидат вклучени, затоа што и младинските организации се тие кои што и работат директно на терен со младите. Што треба да се случи според вас за да се зајакне таа соработка, тој ланец на договори, на соработка, на организација помеѓу институциите, младински организации, граѓански сектор, тие алки да бидат цврсти? Мора да се препознаваме како рамноправни партнери, како партнери кои што работат за една иста цел и како некој кој што може да даде навистина голем инпут и да придонесе кон правилно и одржливо креирање на решенија кои што на крајот на денот сепак ги носат институциите. А младинскиот сектор и неговото искуство и неговата директна комуникација со млади дефинитивно треба институциите да го препознаат како еден од најважните ресурси за да не го слушаме оној наратив дека се креираат политики само на маса со институциите и никој не ги слуша ниту ги вклучува младите. Мислам дека она е тоа што треба да го смениме во нашиот пристап на работа. Како Национален сојуз за млади, кои се според вас приоритетите во периодот што следи за подобрување на младинските политики? Она што ние како Национален младински совет го работиме, нели го споменав Законот за младинско учество и младински политики, кој што е прво решение во нашата држава која што ги таргетира младите и 6 години по неговото донесување Националниот младински совет работи на мониторинг на неговата имплементација, затоа што тој закон има многу обврски за општините, меѓутоа има многу обврски на национално ниво. Остануваме посветени на покрај тоа што го прави мониторингот и на зголемување на имплементацијата на овој закон и тоа преку директна соработка со одредени општини за креирање на локални младински стратегии, работиме на градење на капацитетите на локалните младински совети кои што постојат во општините. Од друга страна работиме и на промени и на соработки со институциите кои што работат вработување, образование, следење на законите, мониторинг на оние мерки кои што се започнати и се имплементираат. Така да тоа се дел, меѓутоа од друга страна, нели? Да. Да. Морам да ве прашам и во однос на врсничкото насилство. Како вие како сојуз, како институција реагирате и како постапувате во однос на вакви инциденти кои што беа зачестени во последниот период?
Така, тоа е нешто Дали имате вие некакви ингеренции околу ова? Она што ние нели како Национален младински совет е дека ги следиме и сме во тек со сето тоа што се случува, меѓутоа сепак она што го мислиме е дека дефинитивно во такви ситуации кои што се многу чувствителни за младите или за некој дете кое што му се случува, треба соодветно да реагираат институциите, меѓутоа она на што треба да внимаваме е дека во институциите мора да имаме луѓе кои што знаат како да пристапат на тој проблем и како тоа правилно да се реши. Господине Матерска, сакам како за крај една порака да испратите до младите, оние кои што имаат идеи, желби и сакаат да ви се придружат, да направат промена за едно подобро општество. Што би им посакале вие? Што би им порачале односно? Би им порачала да бидат активни, да веруваат во потенцијалот кој што тие го имаат, да се вклучат и да ги искористат сите можности кои што им се нудат во нивната заедница, и да не се откажуваат заради тоа што никој не е почнал за тоа што се знае, и она што го гледаат како проблем да го претворат во едно вистинско решение кое што ќе произлезе од нив, затоа што така се прават вистински промени, и да веруваат во својот потенцијал кој што го имаат за да направат вистински чекор, затоа што тука се младинските организации кои што можат да ги слушнат и тоа да го адресираат и до соодветните институции. Благодарам на разговорот. Вистина ми беше чест да разговараме за овие предизвици со кои што се сочуваат младите луѓе. Ви благодарам за поканата уште еднаш. Почитувани, овде завршува и вториот разговор, па имаме кратка пауза, па се враќаме во студиото.